Се уште се наоѓаме во првиот најнизок степен на ризик од заразата, судејќи според моменталната вредност на 14-дневната инциденца, која е по 20 случаи на 100.000 жители. Со овој тренд на пораст на бројките, од 1. август ќе влеземе во вториот умерен ризик на пренос од заразата, вели професор доктор Дејан Трајковски, кој врз поставени алгоритми прави статистички анализи за коронавирусот од самиот почеток на пандемијата. Моментално забележуваме дека и стапката на позитивни тестови се зголемува и не е точно дека се зголемува со поголемиот број на тестови. Ако било така, стапката на позитивни тестови цело време ќе останеше приближно константна, вели Трајковски. Ефективниот репродукционен број моментално е над единица, околу 1,30, што е најдобар доказ дека немаме доволен задоволителен степен на колективен имунитет од прележување и од вакцинираност комбинирано. Што значи бројките во иднина ќе растат, во текот на летото побавно, додека со доаѓањето на есента тој раст ќе се интензивира и најверојатно ќе дојде до нов бран. Не толку силен како досегашните, меѓутоа населението ќе мора да допрележи додека се достигне тој комбиниран степен од некаде 80 до 85%. Но добрата вест е што претпоставувам дека тоа ќе биде и последниот бран на епидемијата. Затоа што при стапка на прележеност и имунизираност од 85%, дури и да се појави некој позаразлив, поинфективен сој, нема да има повеќе простор за ширење. Значи, ќе продолжи со спорадично заразување како некаква ендемична болест, меѓутоа вакви бранови не верувам повеќе да има. Освен доколку не се појави некаков нов мутант кој што би го заобиколил сегашниот имунитет, но зад сега немаме индиции за такво нешто. Иако бројките се мали, забрзувањето е постојано и го мериме со ефективниот репродукционен број кој е над единица, што значи дека бројките ќе добиваат забрзување, вели Трајковски. Досегашните симулации покажуваат дека со постоечките соеви, алфа сојот, не требаше да имаме повеќе од 2 случаи дневно, додека при моменталните 15 случаи во просек, јасно е дека тоа не се должи на алфа сој, туку најверојатно веќе имаме и делта сој. Уште нешто, најверојатно не се работи само на попуштените мерки, на попуштената дисциплина. Да било така, ќе забележевме бројки на целата територија на Македонија. Туку моментално гледаме дека бројките растат токму во Тетово, таму каде што прво се појави делта сојот. Според него, секоја варијанта содржи повеќе мутации. Затоа, повеќе можат да ни кажат молекуларните инженери кои се занимаваат со секвенционирање на вирусите. Меѓутоа, тие мутации ќе продолжат и во иднина, но најважно е да постигнеме доволен степен на колективен имунитет за да се спречи понатамошна појава на нови бранови.